18:30 на 1 ТВ. Сергеј манијата продолжува и овој викенд. Искористете ја и оваа можност да си набавите мајци со вашите омилени хаштази. Петок, сабота и недела ве очекува Сергеј Варошлија, заедно со екипа од Ексклузив. Дојдете да се дружиме. Од понеделник до петок, 17 часот и 45 минути. Гледајте го забавното шоу Возење со Вучиќ. Репризно издание наредниот ден во 11 часот. Не пропуштајте. Возење со Вучиќ. Како се создаваа успешни бизниси преку лажни идентитети? Ние ги откриваме имињата на оние кои стојат зад криминалот и корупцијата. Субвенции, јавни набавки, тендери, како и кому се делеа. Македонија не е во приватност на индивидуи. Откриваме се што се случува зад ваш грб. Нема заштита за локалните шерифи кои станаа бизнисмени. Бараме одговорност од најмокните за најмалку заштитените. Одговорите во Македонски инсайдер. Стартуваме од 15 јануари 2019 година. Бидете со 1 ТВ. Продолжуваме да разговараме со адвокатот Насер Рауфи за состојбите во судството и обвинителството. Пред малава оваа пауза спомена нешто околу одговорноста на судиите и обвинителите. Мојата теза, што од време на време ја повторувам, е дека не е можно да имаме правна држава и правда доколку нема кривична одговорност за неколку суди или обвинители. Затоа што се она што се случуваше во изминативе години било забошатувано од луѓе кои се внатре во овие институции. Се согласуваш со мојава теза? Апсолутно се согласувам, но не во делот за неколку. Јас мислам дека за многу мина, за повеќето обвинители, суди и воопшто луѓе од правосудниот систем. Сето оваа ситуација што ни се случува, подразбира дека биле инкриминирани, односно партиципирале и суди и обвинители, за да немаме владење на правото, и сметам дека единствен излез, така да кажем, условно би било нешто како ветингот, да речеме, во Албанија, или еден реизбор што го вети нашиот премиер на воопшто на сите суди, на обвинители. Тоа го вети во изборната кампања. Да, јас мислам дека единствено ако тоа се реализира, тоа ветување, дека би биле сигурни дека навистина имаме суди и обвинители со интегритет, луѓе кои се чисти. Мислам дека тоа е единствената шанса наша за владење на правото и ќе бидеме сигурни дека навистина законот би бил еднаков за сите, не би имало недопирливи. Токму тоа што тие суди и обвинители кои очигледно се инволвирани во криминал, и тоа сериозен криминал, таа неодговорност до сега или не казнување, како да кажем, или воопшто не истражување на таквите дејанија, доведе до оваа ситуација практично и да имаме и селективна правда и да воопшто немаме владење на правото. Да царува неправдата всушност. Споменав дека сте бранител на некои обвинети во случајот Монструм, кој го презеде специјалното јавно обвинителство. Очекувате нешто повеќе во случајот, да не се разочарате на крајот дека сепак нема да има драстични промени во третманот, кој е виновен, кој не? Како до сега оди? Јас мислам дека специјалното јавно обвинителство многу попрофесионално ја води постапката, обвинението.
Мислам дека нема да бидеме ние како одбрана разочарани, на кој јас од 6 минута сум адвокат на 5 минути, сум од самиот почеток вклучен во овој предмет и мислам дека со доказите со кои располага специјалното јавно обвинителство практично и ќе се дознае кои се извршителите на овој грозоморен настан. Мислам дека нема да има разочарување по однос на тоа дека одлуката на Врховниот суд е исправна, тој како највисока инстанца ги укина и првостепената и второстепената пресуда и практично самото образложение на одлуката на Врховниот суд упатува на тоа дека ова не се сторителите, туку некој друг. Како може толку, да речеме, да има драматична разлика во третманот кој е обвинет? За да велите дека никој од тие што се обвинети не партиципирал во убиството што се случи? Први ние како одбрана и тоа јавното обвинителство, сигурен сум бар дека специјалното го знае, никој физички не можел да биде присутен на местото на овој злостор од овие што се обвинуваат. И самиот почеток, на нарушување на презумпцијата на невиност, се сеќават, имаше и краткорочни притвори за 20 можеби, укажува на тоа дека целиот овој предмет е една конструкција, беа притварани луѓе паушално, така да се изразам, без никакви докази, не почитувајќи таа презумпција. И самото тоа што одбраната во таа постапка која сега се повторува немаше, да кажам, баш никакви такви некои права, ни беа на вистина ускратени правата, воопште ни еден материјален доказ на кој се повикуваше јавното обвинителство од организирано што го водеше првобитно случајот. Мислам дека тоа укажува на тоа дека бевме обесправени, немавме еднаквост на оружјето и сега при оваа постапка, кога е тоа апсолвирано, кога и ние со нашите докази, кога ќе ни дојде се разбира редот дека овој предмет се води по стариот закон за кривична постапка, ќе успееме да докажеме дека се ова невините луѓе. А мислам дека со тие разговори што спомена на специјалното јавно обвинителство, со тие разговори ќе се детектираат и сторителите. Ова го велам и од причина што е многу јасно и на специјалното јавно обвинителство, мада ние како одбрана не го знаеме кој е тој загрозен сведок, на кој 90% според мене се базира таа пресуда за да бидат осудени овие лица. Мислам дека тоа ќе биде клучот за да има разврска овој недел настан. Така, но како адвокат ги прифаќате сите странки или само оние за кои верувате дека се невини и може да ги одбраните? Затоа што со години слушаме и адвокатите по сите случаи постојано се тврди дека нивните клиенти се невини. Значи имам чувство 28 години само невини биле обвинувани и судени. Советувате ли некогаш да се признае вина за полесен третман на обвинетите лица? Јас за мене можам лично да кажам, бар моите предмети, јас што ги водам и мојата канцеларија, каде што има повеќе адвокати, значи повеќето се кривични предмети каде што одиме со признање на сторениот деликт. Значи дека не е дека никој не го признава тоа, меѓутоа не може кога е очигледно дека некој е невин, а она што прашавте дали секој, па нормално и тој што е виновен дека нели како адвокатура ние сме должни да му пружиме правна помош. Да, има една теза дека не се брани делото, кривичното дело, туку личноста. Туку личноста се брани, меѓутоа мислам дека бар предметиве од еве така да кажам од минатата власт, очигледно мислам и тоа и со извештајот на Прибе многу јасно дури и докажано и во извештаите, во двата извештаја дека имало монтирани процеси и дека се невини луѓе осудувани. Според предметите кај што имате нели ваши странки што ги застапувате, како да сте станат специјалност вие да браните осумничени обвинети за тероризам. Што е со диво населје? И таму сметате дека се невини? Сум повеќе во тие предмети од областа на организираниот криминал, починувајќи од Боровец и Сопот, ќе го споменам Сопот, тоа како пренесе докажа дека биле невини луѓе, не. Тоа да. Тоа слушавме во бомбите каде што Јанковски дека ние како адвокати па и знаејќи дека некој крив па сакаме да му апсолвираме одговорноста или дека одиме на тоа дека па секој предмет е монтиран. Не. Сија се други предмети ќе докажат дека сме во право, дека имало еден енормно голем број, квантитетот е опасно голем на монтирани процеси. Впрочем, баш
тие бомби укажа на тоа како воопшто се формираат, како се конструираат предметите, како луѓе невини се судат, да не споменувам сега случаи како Кежаровски шпион, диво насилие и така натаму. Меѓутоа, со тек на време, посебно со специјалното јавно обвинителство, со тие разговори ќе детектираме. Така, вие сте доста активни на социјалните мрежи, на Facebook. Критичар сте бевте на сите појави од претходниот режим и сега покажувате одредена разочараност дека правдата останува селективна. Вчера кога се договаравме за денешниот настап, ми споменавте нешто дека како игра на судбината, кога сте биле во кривичниот суд, сте налетале кога Сашо Мијалков бил носен со лисици и тоа ми беше, коментарот беше како работите, како тркалото се врти. Тоа коинцидираше, вчера имавме јавна седница за еден од диво насилие, чија постапка е одвоена. Имавме јавна седница, таа се одложи токму поради приведувањето до суд на Сашо Мијалков. Коинцидираше така, да кажам, некоја средба, меѓутоа разочаран, да, поради тоа што еден-два притвора не се доволни за оној криминал, да кажем, што го слушаме, го видовме, го гледаме. Свеси сме дека има докази. Мислам дека еден-два притвора не е тоа. Да, ма овие сега што се обвинети и што се притворени, исто се сметаат жртви на политички монтиран процес. Меѓутоа не гледам некој квантитет, вака искрено да ви кажам, на притворени. Да речеме, се притварат луѓе за банални кривични дела. Имаме притворите ни се полни со кривични дела кои одат обично со обвинителен предлог, чија казна, да речеме, лимитирана на 3 или 5 години. Ја не можам да замислам, стварно незамисливо луѓе кои имаат по 10 постапки кривични, страшно сериозни, кај што се закануваат на минимум казни од 4-5 години, пример веќе тие предмети за избори и така натаму, или за прислушувањата. Злосторничко здружение. Тоа да тие луѓе не се во притвор, значи дека тоа дефинитивно се работи за селективна правда, односно за луѓе кои се недоприливи за законот. Руфи, сметате ли дека постои одговорност кај обвинителството и судот што Никола Груевски избега од Македонија? Бидејќи реагира од зелена лупа, например, тие покренаа кривични против неколку судии како одговорни за бегството на луѓето Бочковски и Груевски од петата управа во врска со прислушувањето, но обвинителството го отфрли тоа. Можеше ли да се спречи? Апсолутно да. Со одредување на притвор, евентуално? Да, можеше да се спречи, меѓутоа сепак јас мислам дека поголемата одговорност е кај Министерството за внатрешни работи. И да не кажам се процентуално, може би 60% одговорност кај МВР, 20% кај обвинителство и 20% кај судот. Зошто така велам, бидејќи па и специјалното јавно обвинителство веќе кога се отвори, да кажам така, условно фронтот, да тие предлози за притвори веќе ги уважува кривичниот совет, ја мислам дека требаше да оди со други предлози. Откако избега Никола Груевски? Токму тоа говорам сега и нема некој ефект, тоа требаше да се направи со време. Ние сме свесни дека бар минимум една година специјалната јавна обвинителство немаше никаква пречка да оди со предлозите, тие ќе беа прифатени. Мислам дека таа обструкција веќе одамна престана, меѓутоа имаме некоја пасивност на страна на СЕО, немаме предлози. Јас сум сигурен дека таквите предлози ќе беа уважени од страна на критичниот совет. Затоа и не ја гледам на страна на судот до толку одговорноста, меѓутоа апсолутна одговорноста на МВР. Ние разговараме за осудено лице кој претходно, пред правосилностаната осуда, имал мерки на предпазливост. Тој имало земена патна исправа. Да, но сега гледаме дека од земената патна исправа како мерка за безбедност не дала резултати. И овие бегалци во Грција и тие им беа одземени патните исправи, па и тие избегаа. Меѓутоа треба да превенира МВР при ситуација кај лица на кои им се одземат патните исправи, треба да е попредпазливо. Значи од тие патни исправи се одземени токму поради нивно бегство. Ја мислам дека тоа во случајот не е исполнето. Или пак кај случајот на бившиот премиер, тоа бегство не може да се оправда кога имаме 6 вработени во МВР кои имаат задача да го чуваат тоа лице. И не стои тоа дека он можел да ги отрне од тоа него, значи, обезбедување, бидејќи тоа по закон за полиција не дозволува. Значи, тука одговорноста требало барем на минимум суспензија на тие 6 колку беа лица,
за да се истражи воопшто таа постапка како можело да се реализира тоа. Јас не верувам во тоа дека било битно да некој од страна тоа сценарио го направи, ако немал некоја логистика конкретно од страна на Така, ќе видиме што ќе покаже истрагата што ја води обвинителството за организиран криминал. И за крај, како гледате на овој процес на помирување, кој всушност сега за сега се однесува за случајот 27 април или крвавиот четврток? Во рето ако е помирување, ако збориме само за помирување, но очигледно ќе има амнестија и тоа селективно. Тоа беше една така увертира за таа амнестија, мислам дека е тоа многу погрешно, се разбира. Тоа се коси директно со принципот на владење на правото. Добро, ама собранието има право законски да донесе, со закон да донесе таков акт. Меѓутоа директно тангира на работата на судовите и на другите институции на обвинителство. Ако собранието ги амнестира луѓето кои прават толку сериозен криминал, некој сметаат еве дека е потребно да заврши судскиот процес, да се прогласат нели кој е виновен, кој не е, па дури потоа да се зборува за некаква амнестија. Јас лично мислам дека треба да се исклучи амнестијата, воопшто бидејќи... Но очигледно дека се е врзано за договорот од Преспа и да се избутка процесот за нашето кога веќе мора да има, кога веќе мора да има амнестија, сепак во секој случај би било подобро да добијат епилог и тоа прво силни да бидат и одлуки, па потом што би рекле. Не во оваа фаза сигурно, додека не се утврди вината. Така. Како коментирате тоа што и специјалното јавно обвинителство, ама и актуелното, најмалку случаи има против функционерите на ДУИ. Можно ли е во едно 10-годишно коалициско живење на ВМРО, ДПМН и ДУИ да бидат 98% да речам обвинети ВМРО-вските функционери, а минимално од ДУИ, дури ни според рамкове не е, да речеме, 20%. Јас сум повеќе сигурен дека специјалното јавно обвинителство, дека има докази и за тие партиципенти и тие разговори дека ги поседува, тоа најубаво може да одговори специјалното јавно обвинителство, меѓутоа ако се земе предвид дека овие дела за кои разговараме се што некои енормно висок рок на застареност на гонење, мислам ќе дојде дека многу скоро и ќе дојде. И тоа за да видиме такви истражни постапки од страна на специјалното јавно обвинителство, веројатно се тоа политички моменти за кои така, тоа повторно покажува дека функционери од партија која е на власт се нема храброст да бидат гонети. Апсолутно сега, до сега е така, мада би рекол има некој движење, некој под друг амбиент, меѓутоа тоа е многу енормно споро, да. Руфи, ви благодарам што бевте гостин во отвореното студио. А сега од мојата лева страна е колегата Дејан Андоновиќ. Добар ден. Секој петок нели мора малку да прокоментираме и она што се случува на светската сцена, во регионот. Што би извлекол како најважна вест? Јас би рекла еве Русија Украина. Да, но тензиите денес воени. како имаме Г20, состанокот на 20 најразвиени економии во светот се одржува во Аргентина и ги сублимира овие сите неколку теми кои изминативе денови го прекупираат. Најбогатите се занимаваат со најголемите проблеми. Меѓутоа овој Г20 самит поминал низ еден мрачен тон, имено под притисок на трговската војна меѓу САД и Кина, помеѓу тензиите се поголеми помеѓу Киев и Москва, но и убиството на Кашоги кој исто така во Блискиот Исток фрли голема дамка, доминираа денеска. Вчера беше најавено дека Трамп и Путин, американскиот председател и рускиот председател, Г20 ќе го искористат за состанок да видат кај се што се. Трамп го откаже состанокот на Путин. Тоа беше шок, буквално. Во меѓувреме доаѓа информацијата дека Трамп го откажува состанокот и со Реджеп Тајип Ердоган. Така да овој Г20 самит очигледно нема да се збори за економиите, туку за политичката криза. А Трамп обично нели практикува на Твитер да си најави и каже нешто. Има ли објаснување зошто ги откажа средбите? Тој нема објаснување, но руското МНР пред малку излеза со официјален став дека Трамп го откажува состанокот со Путин, со кој инаку сите би сакале на свет да се состанат државници поради внатрешната криза која има во Вашингтон. Тоа е за нас енигма каква е таа внатрешна криза, но очигледно дека и Трамп
според Москва, си има проблеми внатре и не може да ги решава глобалните проблеми. Во меѓувреме... Какви проблеми внатре, мислам? Проблеми секоја држава има секогаш. Не знам, јас се повикувам на она што го кажува МНР. Во меѓувреме Петро Порошенко, украинскиот претседател кој ги има проблемите со Русија, бидејќи Русија е голема, излезе јавно, не го криеше задоволството дека Трамп се солидаризирал со Украина и заради тоа ги одбива контактите со Путин. Значи тој така го толкува тој гест. Го толкува и вели ова го прават вистинските големи државници. Она Јадранка што мене ме фати интересно, а верувам и за нашата јавност, бидејќи изминатиот период ради X причини го споменувавме Виктор Орбан. Да. Виктор Орбан денеска излезе и рече дека ја поддржува Украина наспроти Русија, што на некој начин изненадува. Но во исто време е малце и лицемерна, бидејќи вели во Унгарија постои проукраинско расположение, но во Украина не постои проунгарско. Не знам што сакаше да каже. Во секој случај веројатно притиснат од Брисел, сепак е Унгарија земја членка на Европската унија, веројатно ќе мора да го зафати истиот став кон Русија каков што ги имаат и останатите земји членки. Уште за Кашоги ни остана, да. Па за Кашоги да информираме. Да, можеме да кои се коментарите. Мислам дека во ова студио ние барем во македонската јавност први ја извадивме приказната околу убиениот саудиски новинар, се покаже дека е ликвидиран, се покаже дека е монструозно расечен на парчиња и уништени се доказите. Саудиската круна го негираше тоа, подоцна на некој начин призна. Сега ќе видат докаде и што е. Во секој случај Кашоги се дозна изминатиот период дека една од причините зашто е ликвидиран поради неговите сознанија за акциите на Саудиска Арабија во Јемен и кршењето на човековите права, употреба на усиромашен ураниум и отрови. Веројатно тоа беше причина зашто саудиската влада сакаше да го ликвидира, затоа преку Вашингтон Пост тоа да не го обелодени. Главната истрага водат турските власти. Се уште турските власти, но последната информација вели дека сега Вашингтон ја повлекува воената помош на Саудиска Арабија за војната во Јемен, каде што Саудиска Арабија се бори против ИСИС. Благодарам, Дејан. Доста кажавме. Терминот за вестите следува. Колегата Александар е тука, а ние се гледаме нешто подоцна.